почитувани поранешни команданти и припадници на единицата, почитувани представници на локалната самоуправа, почитувани представници од Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, државните институции, јавните и приватните предпријатија, почитувани представници од Сојузот на борци, Организацијата на резервни офицери, граѓански издруженија, почитувани представници на верските заедници, почитувани представници на медиумите, почитувани команданти и колеги од првата пешадиска бригада и единиците на армијата, почитувани офицери, подофицери и војници од третиот пешадиски батальон, драги пријатели на единицата, драги гости, дами и господа. Како командант на првата пешадиска бригада, укажана ми е неизмерна чест денес заедно со сите вас да го одбележиме и прославиме овој 27 август, денот на третиот пешадиски батальон. Ден кога се навршуваат 82 години од формирањето на 15-тата порачка ударна бригада. Како што предмалку слушнавме во историскиот осврт и од командантот на батальонот, тоа е ден кога храбрите борци од западниот дел на Македонија ја формирале бригадата и во следните 3 месеци воделе борби во Охридско, Струшко, Кичевско и Гостиварско, а дел од нив потоа продолжиле да се борат на Сремскиот фронт. Почитувани присутни, одбележувањето и честувањето на овие светли датуми од нашата историја има огромно значење за сите нас. Тие датуми не подсетуваат како се сака и брани татковината и тие се наша водилка во иднината. Почитувани припадници на третиот батальон, денес вие сте тие кои ги негувате и продолжувате традициите, вредностите и аманетот оставен од тие непоколебливи борци. Во ова се врежан херојскиот и патриотскиот дух на борците кои низ годините и вековите наназад го дале животот за слободата на Македонија. Денес вие сте нивни наследници и репрезенти на армијата во општините Тетово, Гостивар, Јегуновце, Теарце, Желино, Боговиње, Брвеница, Врапчиште и Маврово и Ростуше. И носители сте на сите активности на бригадата во овој дел на државата. Она на што треба да бидете горди покрај сите ваши успеси е градењето на одлични меѓучовечки и меѓуетнички односи, како и одличната соработка со локалната самоуправа, државните институции и населението. Во годината кога одбележуваме 34 години од формирањето на армијата и 6 години од полноправното членство во НАТО алијансата, со гордост можам да констатирам дека третиот пешадиски батальон, заедно со останатите единици од првата пешадиска бригада, продолжува да биде круцијална борбена сила и ударна тупаница на армијата. Секогаш подготвен да застане на бранникот на татковината во одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет и на националните интереси. Професионалноста, обученоста, компетентноста и несебичноста се ваши препознатливи атрибути, а тоа е гаранцијата дека третиот пешадиски батальон секогаш ќе биде на висина на задачата и успешно ќе се носи со предизвиците, сега и секогаш кога за тоа ќе има потреба. Во периодот кој ни престои, покрај редовните обуки, вежби, обврски и задачи, ќе продолжиме со учеството во мисиите на НАТО и Европската Унија, асистенцијата на Министерството за внатрешни работи и во Идризово. И понатаму остануваат наша обврска. До крајот на годината продолжуваме со подготовките за вежбата Блесок 27, која ќе се реализира во 2027 година и ќе биде најголемата меѓународна вежба која досега е реализирана во Македонија. Драги припадници на батальонот, бидете горди што сте дел од армијата како институција која ужива најголема доверба кај граѓаните. Бидете горди на нашата професија и продолжете да работите вредно и посветено, со што заедно со останатите припадници на бригадата ќе останеме најсилната гаранција за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија. Нека ви е честит и вековит денот на единицата. Да живее третиот пешадиски батальон. Да живее првата пешадиска бригада. Ви благодарам.